Талат Џафери, председател и спикер, Артан Груби, премиер, и наетот на власта да не прифаќа одржување на председателските и парламентарни избори во исто време, може да доведе Македонија целосно во рацете на ДУИ. Како што е веќе познато во последните 100 дена, оваа влада ќе биде предводена од премиер Албанец на предлог на партијата на Ахмети, а евентуален неуспех на председателските избори би значило дека собранискиот спикер ја презема позицијата председател на државата, а тоа е Талат Џафери. Според дел од познавачите, ова сценарио е можно затоа што постои голема веројатност председателските избори да пропаднат ако се одржат одвоено од парламентарните, пред се заради високиот цензус во вториот круг. Верувам дека излезноста на граѓаните ќе биде многу ниска, од причина што огромен процент од младите веќе се иселени надвор од Македонија и својата иднина и перспектива не ја гледаат тука, а од друга страна веќе толку е многу се разочарани луѓето од политиките на актуелната власт, да веќе буквално немаат никаков мотив да гласат, бидејќи сметаат дека нема да има никаков ефект. Сепак Пекевски верува дека изборите ќе успеат и дека Македонија ќе добие нов председател, бидејќи луѓето сакаат да ги казнат катастрофалните политики на моменталната власт, не верува дека СДСМ и ДУИ ќе отстапат од својот став за одвоено одржување на изборите. Вели тие воопшто и не се грижат за интересите на државата, личниот интерес за нив бил најважен. СДС и ДУИ никогаш не се грижале за интересите на Македонија и на македонските граѓани и секогаш било прво бизнес интересите на водечките лица на СДС и на ДУИ, а потоа доаѓаат интересите на самата партија. Интересите на граѓаните на Македонија и воопшто државниот интерес никогаш не било ни тема, нити било во програма за значење на СДС и на ДУИ. Иако речиси сите се на ставот дека нема никаква логика во само 2 месеци да се одржуваат 2 изборни циклуси, власта во моментов останува цврста на ставот изборите да се одржат во 2 термини, што ќе значи двојно повеќе трошење на државни милиони евра.